Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Расположени и денеска, насмеани, со позитивна енергија, ја започнуваме и ова наша емисија и ова наше шоу во кој што многумина ќе се најдат, многумина ќе го засакаат овој рецепт, можеби го правите и вие дома на таков начин, можеби нешто сте пропуштиле и еве, на крај секогаш ги бележиме нели состојките со кои што се прави рецептот, па се надевам дека како и во изминатите емисии, во ова наша емисија ќе си го запишете рецептот. Ве поздравуваме сите ваши редовните гледачи на нашата емисија и сите оние кои што можеби токму денеска за прв пат не гледаат. Моите бакнежи до сите вас. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. Поздрав до ПК Беско, им посакуваме успешна работа. Навистина производи со различни вкусови, вкус кој што плени, едноставно нема човек кој што веќе ги вкусил или ги пробал производите на ПК Беско, а да не си купи повторно пак. Поздрав до пријателите од ПК Беско и им благодариме за другарувањето во емисијата. И знам дека сте нетрпеливи, бидејќи гледате колку е мојата масичка полна со намирници, знам дека сакате да слушнете кој ќе биде нашиот гостин денеска, а јас морам да ви кажам, толку многу ме направи среќна, што срцето толку силно ми чука, удира таму некаде во камерите. Едва и чекав да ги заврши своите турнеи по Македонија и по широко и да ни дојде во нашата емисија, ем да не ја разубави, ем да ни направи убав специјалитет, а второ и да не засмее. Едноставно, најубавата и најхаризматичната Надица Петрова. Добре ми дојде, Наде. Каква најава, Драгче. Како што заслужуваш, убавино. Така? Добре ми дојде. Добре најдов, повели за тебе еден прекрасен свет, како што си ти прекрасна. Благодарам од срце, многу ми значи кога дамите, на дамите си подаруваат, тоа значи љубов, голема љубов. Благодарам. Јас овде ќе оставам розата, цело време да ни го краси, еве, нашето студио и во знак на почит на тебе. Повели од оваа страна. Реков, срцето силно ми лупа, затоа што многу те сакам, затоа што многу те обожувам, затоа што секој твој стендап настап го следам со љубов, знам да искоментирам, некојаш на брзински, но вистински. И ти честитам, Наде, не се умори. Македонија те чекаше... Кога како, да. Македонија те чекаше секаде полно. Да, да. Со љубов. Да, со многу љубов, беше прекрасна турнејата, сакам да се заблагодарам на сите. Така, градови. Да, на сите градови, сите домаќини, сите луѓе што дојдоа, што ме сакаат, што дојдоа, што уште посреќни беа после тоа. Значи, многу ми исполнува и ми дава уште поголема инспирација кога ја слушам мојата публика дека е задоволна. Ракоплеска, кажуваат се она што се случуваше, знаеш да се трансформираш. Тоа е многу интересно и многу убаво. И еве ќе говориме ние во текот на емисијата, но ќе започнеме со рецептот за да ни биде до крајот на емисијата. Рече ракавички ти се големи, па само рацете да ќе ги измијам. Ајде повели. А јас ќе го вклучам и нашето гезве за чај, бидејќи ние ќе пиеме чај заедно со тебе и со нашите сакани и ценети гледачи. Интересен гостин, убав гостин, се надевам дека многумина денеска ќе ги натераме и да се насмеат малку повеќе. Затоа што Надица е врв во својот занает. Навистина ми е мило. Навистина многу ми е мило. Ете така. Повели, душа. Ете ти. Навистина е интересно и ова ти како Наде, па Нада од Куманово, па Нада од Куманово. Она како беше прчлата, галеничено. Надето од Битола и Надица од Надчето. Надчето од Кавадарци. Јас сум Надица од Неготино. Ова е многу доде ми ја мене. Многу интересна работа, како се досети на сето ова да биде така. И твоето име да биде од повеќе градови. Да, инспирација од моето име се тие карактери. Па тоа кога го пишував, тоа беше првата монодрама што излезе всушност стендап. Така. И тоа е некоја си пародија на многу работи што се случуваат кај нас во Македонија, нели, на телевизиите, културата општо.
Се што не обкружува. Да, и така да инспирирана од сето тоа, решив да направам некои карактери, да создадам, почнав да ги пишувам и сакав да бидат на диалекти, бидејќи од секогаш ми било интересно тоа. Јас како некој што дошол, нели, од страна, бил во студентски дом, јас сум веќе 20 години во Скопје. Така. И сум запознала доста луѓе од цела Македонија и од секогаш ми било интересно како сите различно зборуваат. Се случувало еден дијалект со друг дијалект да не се разбераме. Мислам, почнувате со раци, со мимики, нели? Да, значи има такви случаи, интересно, да. така да секогаш ми било интересно тоа и примамливо и актерски доста предизвикувачки да јас ги научам да ги говорам тие дијалекти. Одлично. И од таму почнав, исто ги земав нели тие градови како некој што до некаде ги познавам. Па и добро и градови каде што се негува хуморот. Сум се инспирирала, да. Сум се инспирирала од некои луѓе од тие градови, од тие нели подрачја таму. Тоа значи секако дека не е пресудно дека сите се такви, сите сме различни, ама нели сепак сум направила една карактеризација. И така ги создадов тие ликови и многу си ги сакам. Многу си ги сакам сите три. Многу е убаво. Да, А сега да ќе почнеме почнеш, ние, да. дали да додадам вода, масло, што се ти е значи, вака потребно? ми треба малку масло, прво оризот малку да го подпржиме. малку го подпржувам, многу малку. Сакаше потоа го во варам. тенџерчето? Да, во тенџерчето Добро. многу малку масленце. Ајде. Доста. Ќе додадеме. Да. Ете така, нека се загрее, малце ќе го подпржиме, после тоа ќе го Така не свариме. учеа мајките да го подпржиме, зрната да не бидат цели. Да бидат по така, цел, да. така, Мене така, јас така мајка ми исто ме научила, така си го правам секогаш. Од нашите мајки велат кога зрното се подпржува, потоа останува целосно, не се раскашалува. Не се раскашалува. Зависи од оризот како ќе се погоди, ама во ова е сигурна варијанта. Така, добро, Наде. Ајде, Да. мефцето можеш да си го Мефцето можам сецкаш. да го сецкам. Па потоа ќе кромидот што И прави? кромидот па и кромидот ќе почнам, да. Почнуваш со кромидот да немој да те расплакам само. Ако ме расплаче се, Актер си можеш. не е страшно. Наде бе, колку убаво ти стои носијата македонска, кога ги гледам македонските приказни, едноставно се воодушевувам. Убаво наше македонско девојче во убава носија, пак греат екраните. На нашата телевизија одат приказките во која што ти имаш улога и навистина е тоа убаво. Тебе те инспирираа ли приказките? Ти даваат ли мотивација плюс? Искрено, немав некоја голема желба да бидам дел од тој проект тогаш. Ама сега ми е многу мило што сум била дел од тој проект. Бидејќи прекрасно е, мислам, поучни се, добри се, го негуваме нашиот јазик, забавни беа. Забавни беа снимањата, екипата беше феноменална. Одлично. Многу ни беше интересно, се смеевме, многу уживавме, учевме актерски, мислам дека созреавме исто така многу, бидејќи се случуваше од ден за ден да треба се спрема. И тоа е исто, нели, актерски предизвик да ти сега веднаш го научиш текстот за 1 саат. За 1 саат, да, например. Тоа. Мене многу ми се допаѓаш, кога си самовила, па последната ја гледав како си ќерка, сакана, миленица во фамилијата, многу убава. Ја ги имам веќе заборавено. Јас редовно си ја следам нашата. Незгоден, јас со друг сум. Помало ли на... Па да, ама не е страшно. Како и да е ова вака се сече. Помалото ноже? Не, готово. Готово, не е страшно. Ако ти е полесно. Не е Не страшно. те запрашав, обично гледаат поголемите ножеви, побрзо, поостри се. Па јас имам такви со запци. Тие домашните, и тие ми се некако така пластични. Да, добро. Како велиме, некој пат и нашите гости и алатите од дома ќе ги земат, затоа што се навикнати на нив. Па да. Всушност, тоа ни е емисијата, пораката во емисијата, да си работиме онака како што подготвуваме дом. Дома, да. Да биде тоа убаво и интересно. Да, ова е едно јадење, кој што стварно многу ми е мене вкусно, го правам веќе со години, 10 години може, и сите мои блиски луѓе го знаат дека тоа е на Наде јадењето. За Наде ќе ни го прави незиното јадење. Ете така, рецептот на Наде. Тоа со кокос, со наут. Одлично. Така да, добро, вака може. А јас многу сакам наут, Наде. Многу. Мислам и дедо дека е ми доволно кромитче. го садеше во нива и како дете јас наут многу сакам. И во јадењата си. Наутот е супер, многу е здрав, има протеини здрави во него, така да треба да го конзумираме, го забораваме да го вклучиме како дел од
И треба да го вклучиме почесто. Така плачи Наде малку. Не крива за наутот. Измисли ги рачињата повторно за да не се дофатиш со Значи, добро, кромидот. може Ова некаде да веќе го- се Тоа е готово, Да. водичка може да му ставиме. можеме да додадеме. Само да видам Ајде. отприлика колку е. Добро. Имаме некои зрнца. Добро. Мислам дека е Добро. уште многу малку. Добро, ќе биде доволно. Како велиме 2 прста на доризот. Ете така, да. Сега ќе ја намалам. И сега дали може во нешто само да го ставиме кромидот на страна? Сега жолто тањерче ќе ти додадам, имаме на. Ајде. Може ова? Добро, може и ова, може и овие. Имаме тука еден куп. Ова. И сега ја во исто време да зборувам и да да како потвам, велат? тоа не знам. Како И затоа е малку сега гледам, на дракче? аха, викам сега да бев сама вака да зборам во оризот, ќе отидеш. Така. Затоа си пуштам музика обично и така се готвам. Нели полесно оди со музиката. Многу полесно. И така се уживам. Се Наде, исклучувам. многу интересно е она, бидејќи ти имаш таков глас, Да, имам сличен на специфична мојот. боја на гласот. На мојот Да. слично. Може да се трансформираш, да бидеш и дете, и старица, да бидеш и се едноставно и некако во тие цртани филмови ти е гласот препознатлив. А, да, и од Детските. цртаните. Исто тоа ми беше многу убаво искуство и тоа ми е радост. Тоа сакам да го беше? работам. Синхронизација на Во Грашков град беше? Не, во Пау Патрол. Имаше друго. И во други, и во други, Затоа што но- тие се многу интересни за синхронизирање. Многу забавни се тие за работа и со многу радост ги работам. Штета што ето одамна не сум имала прилика за тоа, ама многу ми е тоа љубов, стварно. Ете, убавина. Дали во тавчето да ти додадам масло? Да, може масло да почнеме и со кромидот кај да. Добро. Мевцето цело да го ставам. Можеш, како тебе ти одговара, така направи. 1-2 парчиња како ти одговара. Не е никаков проблем. Сакам да напоменам дека ова јадење се прави и посно, Така? без месо. Значи се става само кромид, морков, печурки, наут и кокосово млеко. Да. Бидејќи Кокосово млеко за растително, готвење, така, да. растително и може да се употребува Да, во... така да се ја следуваат постите, чисто да знаат гледачите дека е многу вкусно. Имаме Можат печурки кои што може да не нахранат, како велиме и Да, наут. печурките и наутот не го даваат протеинот, така е, да. Така. Од кокосот добиваме исто здрави масти. Да, здраво и вкусно е, многу е вкусно. Одлично. И сега ајде да ги насмеме нашите гледачи. Надето сакаше да биде инженерка, ама Надето стана се. Едноставно глумата или актерството можеш да бидеш и кралица, можеш да бидеш и така е. сиромав, можеш да бидеш и ковач, и ткајачка, се. Значи во актерството ти е дозволено да бидеш се. Така Се е. каеш ли, Наде, за она твоја прва љубов или како Ма се не ми вели? беше тоа прва љубов. Јас едноставно се запишав, не успеав да влезам на драмски. Така? За многу малку и многу бев разочарана. И се запишав на технолошки, бидејќи една другарка ми беше таму Како запишана. последна шанса, Како ајде викаш, нешто ајде, да се дојди. студира, да се Да, студира. да. Да, во тој фазон таму се соочив со математики, физики, хемии. Како што знаат да бидат тешки. Леле, колку Да. беше тешко само Па, тие тешка. математики, тие изводи, интеграли ги гледам. Што се Најтешките делови во однос, затоа на инженерите им е Да, тешко. ама стигнав до 4-та година и само се гледам дипломирана како работам некаде во некоја фабрика и сето тоа. И само се гледам и јас викам не сум тоа. Не сум тоа, јас ни приближно. Јас сакам театар, сакам Театар, глума, сакам. така. И така пресеков и Ова И од веќе почеток се и почнав. Можеме да Можеме, го нели? додадеме кромидот. добро, јас во меѓувреме ќе ги сецкам Печурките. печурките. Јас ќе видам до кромидот и до оризот. Наде, пред да почнеш со печурките, ајде, многу ми е интересно да кажеш дел од таа твоја представа со Надињата. Надица и Надица и Наде и... Ајде, од Кавадарци ќе кажеме, ајде, многу ми е интересно. Па можеш и од Куманово, делото твој е интересен и едната и другата. Па дури она разгалената од Битола. Ајде, што ќе ти дојде? Тоа кажи.
тебе што ќе ти дојде? Ајде, требаше за ова се договориме, ама ајде да видиме сега на лице место што може На да лице смислиме. место. Ама јас сум таква, сакам да ги изненадам гостите. Да видиме колку се подготвени и Ајде. надвор од сценарио. Ај прво со надето од битола, може? Ајде, надето. Ајде. Ава, човек, немам поќе. Од кромидо, значи, што ме клавате да готвам, јас да готвам сега? Не можам да готвам. Ама ајде. После ќе кажувам по другарките дека сум готвела. Уба ќе види, не дека не, ама кромиди немам, значи кромиди. Тешко ми е, па шминката ќе ми се расипи, па после ќе се замирисам, па треба да се средбам, да одам на фризер. А не можам да се снимам со мрсна коса и то не иди, така? Не иди. Браво бе, Наде. Надето од битола. Ај сега со надчето од кавадарци. Мојата омилена. Ајде, надчето да го слушнеме. Море јадење, не е јадење без кромит, бе. Ако не ставиш кромит, не е јадење, бе, тоа јадење ли е? Без кромит, без лук, не го бива, бе. И нормално без ракија. Без ракија. Кај ти е тебе сега ракијата? У фрижидер. Ја криеме. Да ставиш сега по една ракија, ти без ракија. Ја една дрмна не, дека не ја од са бајле по една дрмнувам обавезно. Ти драгче спиеш и ракија? Не. Како ма не пиеш ракија? Не пием, боза пијам. Како ма не пиеш ракија? Боза и ракија не иде. Не ве разбирам. Не ги разбирам тие човеци што не пијат ракија. Кашла, џоја отров да се напил. Море ракија е тоа, море ракија, ракиичка. Лек за душа. Нема пуба, море лек за себе, лек за се. Те болела главата, имаш температура, си туриш на челото ракија. Грлто те болело, тук си туриш на грлцето со марамче, со биберче. Ако кашлаш тука си туриш на граите ракија. Сегда ракија си туриш на чорапите, па таа не е убавата ракија за џамовите стаклата, знаеш как ги бриш? Нема поубава бе ракија, лек за себе. И кога ќе му кажам на некој жедна со вода ми носе да. Море ракија донеси ми, не су гадна, не су мацана. Вода ми носи. И ракија. И сега ќе ми туриш една ракија, оти без ракија ја не работам више. Добро, Наде, тогаш ще селиме од Кавадарци. Ќе одиме во Куманово, може таму Нада не пие ракија. Зашто? Нада и ми си пиемо ракију, бре, како не. Пиемо си ракију, и винци, и пивце, пиемо си, што мислите ви, ми Куманово. Пиемо си. Помалку. Помалку, по појке, по... Како кој? Дали ти се случило, а сигурно, може би и во студентските денови, да имаш колега, пријател, точно од мојот источен регион, каде што имаме исто многу дијалекти. Од каде си ти да? Јас сум од Виница, родом од Делчево. Виничанка? Во Виница пораснав од моите 2,5 години, но родена сум во Делчевскиот регион. Шо и збориш? ние имаме таму наши дијалекти како Мале нешто ќе се изненада. Мале, еле сме си наши, мале. Да си подумаме парно да ни биде. Таму пијат рачија. Рачија пијат. Сите мислат дека неготино Кавадарци се со рачија, ама не. Ракија е нашата. А Берово певчево е рачија. Вика, ај, сестрице, дојди малку да пиенеме по едно кафе и да си поприкажеме. Така. Сега, сестрице, ја и ти ќе си поприкажуваме и ќе правиме јадење. Да си подумаме. Да си подумаме. Баба ми викаше да си поприкажеме. Ја мислам дека може го ставиме пилешкото. Ајде. Полека. Не. Добро. Па, така. Да ни зацрви малку и ќе биде. Наутот е тука. Наутот е спремен. Добро, можам сега да морковот јас можам да го средам на ленти. И сега ми треба бупарче. Бупарка. Имаме момент, само јас ќе пронедам, него сакав да ја зголема малку температурата, види го оришчето. Не ме подсети, ама еве и ти ме фати во неподготвени садови, гледаш ми врати. Веднаш ми врати, Наде. Еве ти лупалче, како што велиш на лентички да си го направиш. Ете така. Нашата кујна е тука спремна за се. Како што си ти, нели секојаш подготвена. Наде, кој од градовите најмногу те
восхити, најмногу имаше публика, бидејќи ти си ги најавуваше каде ќе одиш, што ќе биде во Штип. Да, во градот Штип да. беше распродадено за 24 часа и таму дури и 100 луѓе вратија. Таму Браво. беше огромен интерес. Градот Штип е навикнат на театарските представи. И морам да ги пофалам штипјани, едноставно за културата од секогаш биле врв. Да. И браво, ете. Тоа е знак дека треба да направиш повеќе представи таму. Да, дефинитивно ќе направиме така. Да бидеш во Штип. Нашиот Штип. Да. Па еве сега спремам. Исто со стендап, низ Македонија на места кај што не сум била, кај што има повеќе интерес, кај што еве бев во Охрид сега, пак ми се јавија, пак сакаат да отидам. Па точно. На 19 сум таму. Убавото се Сега. сака. Да, ама враќаме една детска представа. Чудесниот напиток, една прекрасна детска представа со Хари Потер. И таа исто ќе ја играме сега низ Македонија. Омилениот лик на децата и на возрастните, Хари Потер. Мене ми е омилен, да, Така. јас го обожавам и навистина ми е чест и гордост моја, е тој еден текст што јас го напишав. Направив како продолжение на филмовите што сме ги гледале, како отпосле тие се веќе возрастни и секој и сега они се наоѓаат во една шума за на крај нели да заврши дека сета представа си што се случува е само дали тие ќе влезат на докторски студии. Убава модерна приказна. Да, Браво. многу интересно. Браво. Многу си ја сакам. Одлично. Ова морам да го исклучам за да Да, не тоа ни мислам дека е готово. за да не ни изгори оризот. Добро, одлично. Да, инаку сега со театар Златен елец Тоа сакав да се кажам. спремаме да ја пишуваме македонската порака за театарот, за светскиот ден на Одлично. театарот. Да, од Интернационалниот институт на театар во Македонија не избраа годинава ние, нашиот колектив Одлично. од театар Златен елец да ја напишеме таа македонска порака, што ќе Браво. се чита на секаде нели тој ден. Многу убаво. Кога Да. мои гости и на гледачите беше твојот колега Бобан, ние тука праќавме бакнежи за надето, пораки да ни дојде надето, зборувавме за Златен елец. Да. Интересно име имате Да. на вашиот независен театар. Уште, ама. Ја слушнав приказката, јас ја знам приказката и од тебе и од Бобан. За театарот. За театарот и Да. навистина е убаво и интересно дека ве потсетило на некој град во Русија каде што имало галеби. Од Чехов, не, тоа е од најпознатата драма на Чехов, да. Драма, Галеб. е така интересно. А тоа не спојува бидејќи моето приватно радио, кое што веќе не постои, се викаше Галеб. Стварно? А јас сум родена како највозрастниот галеб на светот, 950 грама, и затоа ми се викаше моето радио Не сум Галеб. знаела, Ете, гледаш. И галебите пеат само кога плачат. Да. Ете тоа е. Се ме поврзува со Јас нив. мислам дека може да ставиме малку сол само. во Ајде ти оризот. сол. Да, се додавај си, јас ќе ти ги... Тоа е моето чајче? Тоа е твоето чајче. Сакав да го извадам филтерот, но ајде, додаде си. Во оришчето сакаш? Да, па Добро, така да не го е. промешам. Малце да му дадеме. Можеш и сузачи. Чисто малку сол само. Добро. Уште едно. Така. Па имаме овде, како се вели, за четворица сигурно оброк. Има, да. Да, можеш и ако сакаш. Па не. Добро. Па не Го мислам. повлеков на страна, Ака. за да не ни изгори. Супер. Одлично. И што се другите новитети од независниот театар? Има ли нешто што ја не знам? Па не знам. Играме сега на Да. 28 во МКЦ Хинкеман. На 28 ја играме Хинкеман во МКЦ. И јас сум во таа представа, влегов како алтернација, ама веќе последните изведби ги играм јас. Така Се да... вдоми? Се вдоми, да. Така, нели? Да, Ако колешката убаво, Талија нешто е зафатена, така да се Повели од оваа страна ќе ти додавам за да си го следиш самата твојот рецепт, да не ти погрешам. Па не, уште малку да го отпржеме мевцето. Да, инаку може без месо да се направи, значи со црвен кромит, со печурки, со наот. Наде, кој те морков. учеше да готвиш?
Од мама гледаше или Овој бидејќи рецепт- долги години си сама па мораш да Овој учиш рецепт- од секаде? Да, овој рецепт ми е, не знам од некаде кај што јадев, многу ми се допадна и така почнав експериментално да си го правам и сега си имаме И сега е рецептот на Надето. Да, да. Добро. Да, инаку мајка ми сака да готви она многу сака да меси, да прави баници, да тегне, да сука. такви традиционалните работи сака да прави. јадења. Да, ужива во тоа и го прави тоа стварно совршено, немам коментар. Браво, да ја поздравиме мама Да, од да се ја срце. поздравиме мама. Ете Да. така, добро. Да. Одлично. Сега чекам да ги уште малку Уште ни многу треба. малку, уште минутка и ќе го ставиме на аутот, ќе ставиме, тоест печурките може да ги ставиме уште сега. Можеме. Сакав да отидам јас пак до шпоретот. Добра. А бидејќи јас ти украдов фотографии, не знам дали ќе ти се допаднат, но верувам дека ќе ти се Ама знаеш, допаднат. многу си ме поштедила. Да барам, па кај, па шо, како, па... Јас си украдов твои фотографии кои што мене лично ми се допаѓаат и ќе сакам да ги коментираме, да видиме дали ги погодив и дали тебе ти се допаѓаат. Ете така. Дојди си ти од оваа страна, јас ќе ти помагам до шпоретот. Ете така. Одиме со нашите фотографии, односно фотографии од Надица, кои што ќе ги коментираме, да додадеме уште малку масло, зашто ќе впијат. Не, сега вода ќе се пушти. Можеш, добро. Добро. Од месото, тоа Да. најмногу собира. Ајде, Наде, ова е мојата омилена. Да? Од твоите фотографии. Погледај си Таа таму, е, Драгче, таа е од извонредниот сликар Константин Качев. Со него работевме 2 фотосесии. па како колку убаво инспирација има за рамата негови дела. забрадена, направена. Да, сето е негово дело, тој ми го даде. Феноменално. Да, Кошулата, со везот. да, има неколку од таа фотосесија што се стварно многу убави, така да таа од него и он има направено исто неколку плакати за стендап. Така. Да, ова е првата наша детска представа на Театар Златен елец, Чувари на планетата. Тоа е мој текст и посебно драга представа и сега и таа сакаме да ја вратиме. Лили, Со интеракција со публика, многу е поучна за освестување на децата, учење на децата и освестување на сите за колку ние не сме благодарни за воздухот што го дишеме и за дрвјата, која мудрост ќе има тие и Така. колку значат тие за нас. Така да таа е од тоа, ова е од македонски народни приказни во Чичер Сандево. Така. Не знам од која е приказна, ама ете нешто таму се сликала. Јас си ја одвоив, ете. Да, А ова ми беше затоа што јас многу се плашам вака да се слика. Ама бе ова Надето нежно, мило, кротко, како успеа да се слика? Ама гледајме како сум по фацата исплашена. Изделена. Така би се реко изделена. Колку ме беше Жане се вика таа змија и тоа беше на снимање за бекстејдж. И Жане беше гостин и јас бев. Ти, Жана, И во сите се сликаат, ја викам, мене ми е страв. чувството. Ама ајде ги гледаш сите некако пак се охрабруваш. Наде, ама косата ја стави под неа да не ти допира ладното. Не ни мислев на тоа, ми беше општо страв. Така, Да. еве имаме друга. Тоа е од моето гостување со мојот стендап во Белград, на мојот есперанто српски, во најпознатиот локал за стендап во Белград, кај што поминав супер, стварно морам да кажам дека многу убаво ме прими таа публика и во Нови Сад и во Белград. Така да тоа е едно исто многу убаво искуство. Браво бе, баба Драгче, си одбрала Си убави одбрала убави, слики. да. Ова многу ми се допадна. Да, од некоја фотосесија за представа некој ли беше, не можам да се сетам стварно. Тука од ми што беше, изгледаш. ама не, искористивме Убаво така девојче останаме. македонче, вика, браво за нас, супер, на убаво место сме. Да, Ете така, многу убаво. А ова? Ова е во јавна соба во Павлик Рум од мојот стендап Не се курчи. Вака, баш оноа, вика, смирете се. Да. Малку внимание. Да. Одиме понатаму, ајде да видиме дали имаме, еве ова Наде. Тоа е од првиот која сум јас. Тоа е во социјален центар Дуња, каде што државме простор за нашиот театар Златен елец. И тоа е во дворот. И на гаражата, таму кај што беше позади прекрасен двор, со дрвја прекрасни, значи многу убаво место. Направивме цел театар со завеса, со светла. Така да таму се сеќавам некаде по околу 50-60 луѓе собрав за
за таа представа, неколку пати ја изиграв таму на отворено и беше преубаво. Убаво се гледа и цветот дека е жив. Да. Така. Да. Што ќе додадеме сега? Моркова. Сега ќе додадеме морковот и зачините. Не, наутот сега ќе го додадеме. Мислев морковот за малку да омекне повеќе. Сакам да биде по ќе си омекне, сакаш да омекне биде, секако, ама вие не сакам младите тоа го сакате Да. крцкаво, не многу варено, не многу пржено. Затоа имаш убава линија. Си има малку поправена, ама ништо. Не, убава Надица. Секако сме убави. Ајде, Од внатре да сме само убави. Ова исто е од чувари на планетата. Веќе е тргната, мислам, фотографијата без оглед. Дали одбрав убави фотографии? Да, прекрасно. Горе веќе. Прекрасно. Така. Прекрасни фотографии. Имаме и други, Наде. Значи, таа повеќе сум извадила. фотосесијата кај што сакав трите да ги ставам, и Надето од Куманово, и Надето од Битола, и Начет од Кавадарци. Нада од Куманово. Значи, Тука се сите три на едно. Мојата омилена представа, што ја сакам да ја слушам и гледам. Видеата. Браво. Да. Ова ми се допадна. Се чудев. Тоа е фотосесијата од последниот стендап. Интересно, тешко се држи кокошка во раце, зашто Не прв знае пат во да животот пафта, не сум држала. Да. Ова беше на такво патешествие. Јас си зацртав дека сакам да имам кокошка на плакатот. И добро, ќе ја монтираме, вака ќе правиме, така ќе правиме, за на крај да ја најдеме стварно кокошката. И што ќе правиме? Ја викаме, што викам, да ја врзиме или како куче? Викам, па добро, зошто да не пробаме? Ги врзуваат за Ама нога. она колку беше срцка, колку беше добра, послушна, па последно време се опушти, прво се плашеше, а после се опушти, почне да позира. Видеа Така да. Интересно, Супер браво. пројдовме Со со кокошката. животинкињата. Да. Добро ли оди или да ти зголемам температура? Не, супер оди. Добро, одлично. Оставаме сега и морковот, и зачините. И ова да го повлечам така. И ова повеќе нема да ни треба. Се ќе повлечеме за да биде масичката чиста за готово сервираниот специјалитет. Добро. Јас ќе ти ги додадам поблизу до тебе. Супер. Само ти ќе си ги кажеш, нели имаме куркума, имаме кари, Да, имаме куркума, кари и ѓумбир. џумбир, кој што е исто многу здрав. Така. Така. Одлично. Ставаме сол, ова сега си бара сол. Зашто не ставивме ни на месо, ни на ништо. Ќе Малку видиме, во ако треба, ришчето ќе се- додадовме. Ќе се додаде, да, во ривчето малку ставивме. Може да ставиме малку Бибер. бибер. Одлично. Што имате во план ново, Наде, нешто ново што јас не те запрашав, а сакаш да кажеш? Ништо, сега одам во Швајцарија, таму ќе настапувам сега во петок. За нашинците? Да. Во петок за нашите ќе се прави некоја балканска вечер. Браво. И Одлично. да, таму има исто настапував последно на македонско-српски, на србите, пак и македонците, пак и србите, така да тоа беше не само србите, имаше од цел Балкан, имаше од Хрватска, од Босна, од Црна Гора. И чека да ги поздрави сите на нивен јазик. Па да, сега јас кажувам дека есперанто ми е мене тој Так. српско-хрватски, нели, од Југославија, што имаме и од музиката, што сакаме, неќаме, ја восприемаме таа музика и тој јазик. Од сите страни. Филмови. Ајде, додека Надица ги поставува зачините, јас да го побарам рецептот на денот, односно да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Тропско кари со ориз и наут. 1 чаша ориз, 200 до 300 грама пилешки стек, 1 главица црвен кромит, 1 морков, 200 грама свежи печурки, 1 чаша варен наут, 400 мл кокосово млеко, 1 лажица кари, 1 лажица куркума, 1 лажица ѓумбир, масло, сол и бибер и други зачини по избор. Ете,
Сето тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Надица е вредна таму, си работи. Наде го додаде веќе млекото за готвење, но рековме кокосово. Да, кокосово млеко. Заради и можна посна варијанта кога можеме нели да правиме. Да, и ради тој тропскиот вкус, нели кокосот пак го дава, тоа е. Додека читав се скубна да наместиш ориза, браво. Браво, ти честитам, навистина убаво изгледа. Го наместивме оривчето. Убаво во нашата чинија. Сега очекуваме и да го додадеш, нели, твојот. Да, ова ми изгледа дека е готово. Можеш веќе и да го исклучиш и да си додадеш со лажица. Поблизу сакаш да ти додадам чинијата? Не, ќе го земам. Не, дека е пожешко. Ајде вака. Ајде, може. Може. Па ќе го доставиме на масичката. Браво, вредно девојче. Сега, колеги, знам дека вака со љубов ова го следите и ќе ми барате, драгче, да го правиме постојано рецептот на Надица. И вие ќе ми го барате, знам, јас убаво девојче кога готви, така е. Браво, Наде, браво. Зрнцата на наутот што јас го обожувам. Одлично. Сега може, значи, варијанта и со пармезан. Може и без пармезан. Битно, како ти кажав, јас не ставаме, бидејќи јас пармезан не јадам, за да можам да ти го пробам твојот рецепт. Да. Ето така. Одлично. Повели од оваа страна. Добра. Ето така. Навистина успешен рецепт и навистина убаво и вкусно мириса. И знам дека сите заеднички по завршување на нашата емисија ќе си седнеме на маса и сите ќе ручиме од твоја специјалитет. Нашите пријатели од Пекабеско подаруваат подарок, производи на нашите гости, повели. Благодарам, Гече. Кога немаш време да готвиш, брзински нешто. Најчесто е тоа, нажалост, најчесто е тоа. Со убавите сувоместни производи на Пекабеско. Благодарам. Ти благодарам од се срце. Пак ќе кажеме усреки. Цела година чекав, но дочекав. Ете да ми бидеш гостинка и си се радувам на денешниот ден, а верувам дека и нашите пријатели на оваа емисија Гответе со Драгче. Ти благодарам. Ти благодарам тебе. Ете така, убавино. Браво за мојата Надица, браво за нашата Надица и едноставно ви праќаме бакнежи од тука. Ве сакам.